Колку и да е неумесна и да не држи вода, споредбата меѓу Шведска и Македонија, сепак во ова издание да си кажеме за една слична трагедија на она налик на нашата во Кочани, за пожарот во дискотека што се случи во Гетеборг пред 20 на години. Далеко е Скандинавија, но и тука и таму загубата, тагата, болката, солзите на луѓето се исти. Ке го вклучиме Ивица Челиковиќ, новинар, публицист, поет, кој долго време живее и работи во Шведска, но накусо почитувани да ве воведам во темата за која ќе зборуваме во наредните 20 на минути. Пожарот во дискотека во Гетеборг, за кој подоцна истрагата утврди дека е подметнат, се случи на 29 октомври 1998 година во простории на македонската заедница во Гетеборг, кои и таа вечер биле изнајмени за да се организира забава по повод Ноќта на вештерките. Во моментот на пожарот во просторот на третиот кат, кој според противпожарната служба може да собере најмногу 150 луѓе, биле присутни најмалку 370, најголемиот број млади на возраст од 12 до 25 години. Мнозинството од нив од различни етнички малцинства. Загинаа 63, а 213 беа повредени. Излезот за итни случаи бил блокиран за просторот да може да послужи како дискотека, а прозорците високи. Барајќи спас, голем број млади луѓе биле принудени да скокаат од прозорците на безбедно, но бидејќи тие биле 2,2 метри над нивото од подот и 5 метри над нивото на земјата надвор од зградата, многумина не успеале да се спасат или биле повредени во процесот. Првиот итен повик пристигнал во 23 часот и 42 минути, но поради гласната музика, операторот не можел да разбере што сакал да каже повикувачот. Сепак неколку минути подоцна на лице место пристигнала првата спасувачка екипа. По кратко време биле испратени уште 6 противпожарни екипи. Околу 60 млади луѓе биле спасени од пожарникари со самостојни апарати за дишење. Останатите преживеани успеале самите да побегнат. Во првите денови по несреќата се појавија шпекулации дека пожарот е подметнат од расистички и ксенофобични мотиви, бидејќи жртвите главно беа имигранти, но по неколку месеци беа уапсени 4 тинејџери на возраст од 17 до 19 години, на кои не им било дозволено да влезат во дискотеката на забавата. Сите 4 беа обвинети, прогласени за виновни и осудени на 7 и 8 години казна затвор. Казните се сметаа за благи, но според тогашниот шведски закон за лицата на возраст од 18 до 20 години, максимална затворска казна изнесуваше 8 години. Кои се поуките кои шведското општество ги извлече од оваа голема трагедија, една од најголемите во поновата историја, и како од оваа перспектива денес, 27 години подоцна, се гледа на тој случај? Како што најавив, го прашуваме нашиот поет, писател, колега, новинар Ивица Челиковиќ, кој ова утро се јавува од Гетеборг. Ивица, поздрав од студиото на Телна во Скопје. Благодарам, добро утро, Горан, и до сите гледачи на вашата телевизија. Се разбира, јас би сакал исто да потенцирам дека е тешко да се извлечат директни споредби или паралели со она што се случи како досега невидена голема трагедија во Македонија, во Кочани, но ете, некои околности сепак подсетуваат и на известни сличности. Да, вие, впрочем, и напишавте една колумна, денови е објавена, под наслов Кочани 2025, Гетеборг 1998, пожар и катастрофална недоверба. Да, тоа е мој наслов и не е сменет од редакцијата. Јас долго размислувам како да ја насловам таа колумна и затоа ги избрав тие години како случувања за две големи трагедии и воедно и катастрофална доверба која навистина беше присутна и е се уште во некои делови поврзани со тако видна хаварии во општеството овдека во Шведска, меѓутоа и во Македонија сега со најновите случувања поврзани со пост периодот по трагедијата во Кочани. Но во овој опис што ти доста добро го даде на почетокот за развојот на настаните и случувањата, би сакал да кажам дека јас не бев сведок на тој настан. Македонското друштво Гоце Делчев во тоа време ги изнајмуваше тие простории, но не беше организатор на таа диско вечер, на таа забава, каде што беа присутни млади луѓе на возраст од 12 до 25 години.
Меѓутоа, сето тоа се случува во градот во кој живеам и живеев пред тоа и се уште, така што можев одблиску да ги следам сите настани кои уследија по таа голема трагедија. Бројот на жртвите е мощно голем, 63 жртви, така заврши трагичниот биланс после таа несреќа. Внатре во салата беа малку само исправка на она што го рече ти 370, биле 398 присутни, речиси 400 во просторија која беше предвидена за вкупно 150 души. Тоа доволно зборува за сличноста со начинот на кој се случи трагедијата и во Кочани. Да, за нас во Македонија е неразбирливо сега од оваа перспектива од овде, бидејќи ние честопати ги идеализираме, особено скандинавските земји и таа средана Европска унија, односно правилата кои владеат таму, меѓутоа еве од вакви ситуации гледаме дека не е се идеално и таму. За мене лично е прво чудно како шведските власти, локалните власти на Гетеборг дозволиле клубот Гоце Делчев да ги изнеми просториите на организаторот на забавата по повод ноќта на вештерките, тие да поканат 400 или можеби дури и повеќе гости во простор кој собира 150. Како е можно да има малолетни на забавата, бидејќи станува збор за ноќна забава која требало да трае веројатно и после полноќ, имало деца од 12 години и таму. Како дозволиле да се преадаптира просторот и излезот за итни случаи да биде блокиран со мебел, како што и вие напишавте во вашата колумна, за да се ослободи поголем простор за играње, за танцување. Сите овие прашања лепдат и некако и нам овде ни покажуваат дека ништо не е совршено и идеално, дури ни во навидум идеалната Скандинавија. Навидум идеалната Скандинавија се разбира. Видете, во основа институциите во тој период во Шведска и во Гетеборг, значи крајот на 20-тиот век, 1998 година, функционирале сигурно добро. Меѓутоа, и како и сега, се разбира дека поуки се извлечени и начинот на кој се справуваат општинските институции и воопшто управата во шведските општини сега е подобрена. Но во основа се работи тука за еден проблем поврзан со интеграцијата на доселениците во Шведска, бидејќи речиси 100% од присутните на таа забава биле млади со имигрантско потекло од различни делови на светот. Тоа укажува дека начинот на собирање и организирање на таа вечер имала сепак некаква заднина во еден вид на недоволно интегрираност во општеството. Видејќи во етаблираните дискотеки во градот би било потешко да биде пример една таква публика, посебно помлади луѓе. И што е уште поважно да се рече, многумина од нив не ни кажале дома дека ќе одат на таа забава. Така што тоа било на некој начин едно тајно жарче да се исползува една можност и желбата на младите да се најдат во таква атмосфера. Но она што рековте како било можно да се дозволи тоа. И тогаш не било забрането да се изнемуваат просториите, денеска е тоа мощно построго и многу поголеми контроли се. И изнемувањето на просториите на друштвото, македонското друштво биле направени според регулативата која важела за тоа време, со формулари подпишани и од страна на изнајмувачот и од страна на организаторот. Друго е што било тоа злоупотребено, бидејќи било пријавено дека ќе се одржи роденденска забава од затворен карактер со ограничен број на гости, а потоа биле продавани влезници за диско вечер, што апсолутно не било пријавено и не било дозволено. Неколкумина од тие млади, да го скратиме објаснувањето, биле разочарани бидејќи не биле пуштени на забавата со тоа што не купиле влезници на време и кога веќе организаторите сметале дека е премногу, не ги пуштиле внатре, а имало веројатно и некои индивидуални навредувања меѓусебни и слично, како што може да се случи во таква атмосфера. И потоа со цел да ја растура забавата, тие го подпалиле оганот практично во задниот дел на кај излезната задна врата во случај на нужда, каде што биле префрлени дел од меблите заради потребата да се отвори поголем простор за танцување. Тие сметале дека ќе ги заплашат со тој чин присутните и дека сите ќе ја напуштат салата, меѓутоа
она што и подоцна го утврдила Државната комисија за хаварија назначена од шведската влада. Во неверојатно голема брзина се развил пожарот. За само неколку секунди практично е зафатил половина од салата и потоа целосно настанало, се разбира, панично туркање, труканица хаотична и на излезната врата која била само 90 сантиметри, 92 мислам според извештајот широка, не можеле да излезат 400 луѓе наеднаш. Уште еден интересен детаљ е дека управниот одбор на друштвото Гоце Делчев во тоа време барал од општинските власти да ги преадаптира прозорците на зидовите во просторијата. Јас лично сум бил во таа просторија многу пати и знам како изгледа. Да ги спуштат барале? Да ги спуштат надолу затоа што биле на висина некаде околу 2 метри, ако добро се сеќавам. И тоа е еден момент кој направил да биде тоа смртна стапица за повеќето од младите таму, бидејќи кој може да се искачи на 2 метра толку брзо. Зошто не дозволиле властите, извинете што ве прекинувам, зошто властите не дозволиле да се преадаптира просторот, односно прозорците да се спуштат на нормална височина, онаа стандардна височина да не бидат толку високи? Сигурно е тоа едно од пуките кои се извлечени, веројатно поради финансиски трошоци. Ете, се приоритирало нешто друго, може би се чекало да се види за понатаму, но кога веќе се случило, сите сватиле каква грешка било тоа. Веројатно тоа би помогнало барем добар дел од присутните на диско вечерта да се обидат да избегаат преку прозорците. Бидејќи немало решетки или такви работи, тие биле нормални прозорци, него на поголема височина биле искачени. Това се околностите во кои завршила таа трагедија. Подосна се и она што го споменавте, дека постојало стравување дека тоа го направиле шведски неонацисти или некои екстремни десничари. Едно од изјавите на полициското раководство во тоа време беше, што е и присутно во извештајот на Комисијата за хаварии, дека молевме Господ да не се швеѓани што го подметнале пожарот, бидејќи тогаш би требале да се подготвуваат како град и како држава за големи улични немири. Кога се покажало дека се тоа млади од имигрантско потекло, се разбира дека тагата и трагедијата не се намалува со тој податок, но барем во тој дел можело да се здигне од страна на шведските институции. И денеска се присутни реперкусии по тој настан. Да, ќе зборуваме уште малку за поуките и за она што денес е Шведска во однос на интеграцијата на дојденците, меѓутоа би сакал малку околу фактот што и самите го потенцирате и во колумната објавена на Плюс Инфо, дека пожари ќе се случуваат и во иднина, може да се случат и тука и таму и насекаде во светот. Битен е одговорот и никој овде во Македонија нема дилема дека веројатно и последиците од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани ќе беа помалку страшни ако Македонија денес не беше едно длабоко корумпирано општество и беа направени оние низа пропусти во дозволите за работа на тој објект. Меѓутоа, прашањето е како во една развиена и богата Шведска може да се дозволи, вие рековте институциите и тогаш и сега биле добри и реагирале соодветно, меѓутоа таа недоволна интеграција на имигрантите, како што вие ја оценивте недоволна интеграција, па било на некој начин правила кои не може да важат во големите модерни диско клубови, ноќни клубови во Гетеборг, ваму можеле да важат во овој клуб што е преадаптиран. Тоа е она што зачудува. Прашањето е, вие ме слушате. Да, ве слушам. Прашањето е во контекст, ме следевте Ивица или не? Дали се слушаме, Горан? Јас ве слушам одлично, не знам вие дали ме следите. Изгубив гласот, не ве слушам. Велам, денеска слушаме дека, например, во Стокхолм постојат некои населби кои... За жал не ве слушам, не знам дали мене ме слушате да продолжам да зборувам. Да, повелете. Да. Станува збор за следново, бидејќи Шведска ни во тие години кога се случила ова трагедија во Гетеборг, а ниту сега не е држава со хомогено население. Денес Гетеборг, а и тогаш, брои некаде околу 30%, ако не и повеќе, од жителите на градот се со различно доселеничко потекло, или со двајца родители родени во странство, или со мешани бракови и слично, бегалци дојдени од разни делови на светот и така натаму. Интеграцијата функционира во добар дел, ако се во прашање деца родени од
овдека во Шведска со имигрантско потекло, кои поминале низ еден нормален образовен процес преку градинки, училишта и слично, и денеска имате невидено голем број од такви млади луѓе кои се присутни во правосудниот систем, во здравствените структури, во полицијата, било каде во општеството, на сите слоеви, така што тоа функционира како интеграција. Меѓутоа зборуваме за луѓе кои немале можност да се вклучат на истиот начин. Бегалци кои се дојдени од африканските земји или некаде од Блискиот исток, од воени зони и слично, кои не ја добиле таа шанса и кои и денеска живеат како маргинализирани делови од населението. Не значи дека постои социјална негрижа, сето тоа на некој начин функционира, но имате цели квартови во градот кои се практично, речиси 90% со луѓе од имигрантско потекло. Таков вид на допир кој е неопходен во вакви ситуации да се направат забави на кои ќе бидат присутни млади од сите етнички структури, не постои во Гетеборг, како што можеби не постои во многу други држави, и тоа е причината што институциите тогаш сватиле дека ако треба да се направи нешто за интеграцијата, треба да се возможи допир меѓу различните етнички групи и населението да се измеша во различни ситуации на живењето. Се уште е тоа голем проблем. Денеска во Шведска имате и екстремна десничарска партија која диктира големи заострувања на сите бенефити кои би можеле да важат во однос на азилантите и на доселениците, во однос на нега и грижа за собствениот јазик, собствената култура и слично. Не се извлечени вистински поуки кои би можело да се рече дека функционираат на едно задоволително ниво. Се уште. Тоа е присутно во сите скандинавски земји. Како ќе биде за понатаму, тоа останува да се види, но присутно е во тој дел големо разоширување дека успешноста на политичките партии не го покажала вистинскиот ефект. Така, јас би сакал во ова прилога да се надевам, сега ме слушате? Ако имате некој друго прашање, јас не ве слушам што зборувате, жал ми е заради тоа, Горан. Повторно не ме слушате? Дајте ве молам колеги од режија да ме слушне, Ивица, бидејќи навистина сакам уште неколку прашања да го продолжиме разговорот. Не. Ивица, дали се слушаме сега? Добро, во меѓувреме, додека се обидуваме повторно да стапиме во контакт со нашиот колега, писател и публицист кој живее во Шведска, во Гетеборг, јас би сакал да потсетам и на некои други посериозни пожари од ваков калибар во кои загина голем број главно млади луѓе во поновата историја на Европа и светот. Познат е оној пожар голем во Волендам, во Холандија, кој исто така однесе многу млади животи, а од поново време го имаме и пожарот во дискотеката Колектив во Букурешт, но за тоа подоцна ако имаме време. Ивица, повторно сме на линија, се надам сега се слушаме. Слушам добро. Ме слушате добро? Апсолутно, да. Да, јас слушнав за интеграциите и за напорите на шведското општество на некој начин да ги интегрира емигрантите и да направи едно општество за сите, проект кој засега е неуспешен. Ние го следиме тоа, впрочем, и по оние вести кои ги слушаме за изолацијата, односно за некои населби во околината на Стокхолм, например, кои функционираат буквално налик на гетоа, во кои полицијата воопшто не влегува или нема никаква надлежност. Сведоци сме се уште, веројатно, исто така болката е голема и од инцидентот во Оребро, што се случи во февруари. Пошто слушаме овде дека шведската влада ќе ги зајакнува и мерките против за носење на оружје, за употреба на оружје. Меѓутоа, бидејќи во фокусот е денеска трагедијата во Кочани, се уште боли овде, прашањето е како вие од надвор гледате на дали македонското општество е на цивилизацијски развој, на нивото на тој цивилизацијски развој да ја свати поуката од оваа трагедија, да извлече некаква поука, впрочем, и да тргне во некој правец на нормализација на работите, или мислите дека ова ќе биде уште една трагедија во низата по која ќе се прашуваме кога ќе се случи следната?
Сигурно дека нема да биде лесно да се надминат последиците од оваа трагедија која се случи во Македонија. Меѓутоа, она што ако се вратам на колумната што ја напишав и насловот за кој го избрав, ставив катастрофална недоверба. Јас во таа смисла би сакал да потенцирам дека она што е во синџирот на одговорноста кој е присутен најмногу е неопходно да се работи со довербата на младите во изгледите за добра иднина во сопственото општество. Овие млади кои се поврзани со последиците од трагедијата во Гетеборг и денеска се обидуваат и бараат начин како да ја гледаат својата иднина на еден начин за интеграција. Во Македонија е сосема можеби друга приказната, но не е можеби толку и поразлична. Довербата во институциите ќе овозможи, доколку се работи на тоа на еден чесен и вистински начин, без исклучиво гледање на партиските интереси кои се сведуваат на меѓусебни глодања и партиско-политички соопштенија, кој е виновен за ова или за она, и остава младите во ситуација да го бараат својот начин да ја сватат иднината со иселување од Македонија. Тоа е присутно како факт. Тоа не може никој да го негира. Ние гледаме и во Шведска во последните години дојдоа многу голем број семејства со млади семејства од Македонија со дечиња и слично, кои се населуваат во овие простори и остануваат потоа. Македонија, ако сака да ја избори својата улога во европското семејство, мора да се погреши пред се за големена одговорност на сите општествени нивоа, која нема да подразбира само борба против корупцијата и криминалот, туку пред се грижата за младите луѓе преку системот на образование, здравство и слично, и за нивната иднина која нема да биде одредена исклучиво преку партиско-политичка припадност и партиска книжка, туку преку образованието и начинот на кој ќе ги докажат своите способности и квалификации. Мене ме загрижува фактот што Простете, Ивица, мене ме загрижува фактот што после 27 години од трагедијата, кога станува збор за прашањето за интеграција на странците во шведското општество, работите се далеку полоши од колку што беа во таа 1998, иако пожарот може би бил сигнал или може бил капка што ја прелило чашата уште во тоа време, па велите со олеснување шведското општество ја дозна информацијата од истрагата, кога беше соопштено дека подметнувачите на пожарот за среќа не се швеѓани, туку и самите се имигранти, бидејќи во спротивно тоа би можело да биде иницијална каписла за големи немири, протести и турбуленции во шведското општество. 27 години работата во однос на имиграцијата е далеку полоша. Тоа би значило за Македонија не можам да предвидам, меѓутоа факт е дека лекциите тешко се учат и тука и таму. Тоа е она што ме загрижува. Што би значило за Македонија? Па видите, со самото тоа што со приведувањето на осомничените за известна одговорност поврзана со случајот во Кочани, има приведени и луѓе кои се од националните малцинства, да речеме конкретно од албанците. Што тоа предизвика? Предизвика веднаш бурана реакција од страна на албанските партии, пред се одуи дека тоа ќе води кон етнички немири. Слично е приказната и овдека во таа смисла, иако не може да се извлечат директни паралели. Она што е битно според моје длабоко верување да се свати дека интеграцијата на странците, доселениците и мигрантите не само во Шведска, во сите европски, посебно западноевропски општества не е процес кој може да заврши за неколку години. Имате предвид дека во така да речената рекордна мигрантска година во 2015 година во Шведска се примени некаде околу 155.000 доселеници во истата таа година, најмногу бегалци од Сирија. Тоа е една огромна бројка, 155.000 да повторам. Во Германија, во времето на кога канцелар беше Ангела Меркел, истата година се примени преку 1.000.000 имигранти. Како можете да ги интегрирате тие луѓе за десетина години? Тоа го исползува десничарските екстремни партии во Европа кои бележат големи успеси и на изборите за Европскиот парламент и во националните избори во поедини држави. Во Шведска, например, победи
со 20% не победи, всушност, но ја покажа својата сила екстремно десничарската партија шведски демократи, кои денеска диктираат услови за шведската влада за да добие мнозинство во парламентот. И заострувањето на условите за азилански статус во Шведска и воопшто за доселеничките партии, например, доселеничките организации, се извинувам, само да кажем еден податок дека ние како Македонски сојуз, Македонска организација и другите етнички организации од сите делови на светот, лани ни се укинати сите средства. Практично добиваме 0 шведски круни повеќе како поддршка од страна на државата за нашите потреби. Сето тоа зборува дека ситуацијата е драстично изменета и тоа не предонесува за подобра интеграција. Сметаме дека ќе биде се менува статусот на мигрантот преку така да речениот мигрантски пакт во Европската унија, кој треба да направи распределба, всушност направи цела една кавга меѓу самите членки во Европската унија, кој да прими бегалци, а кој да не прими и така натаму. Ивица, ви благодарам многу за ова вклучување во утринска на Телма. Само би сакал да кажам дека ако има уште половина минута се покажа дека таа проблематика има и една друга перспектива сега. Прочитавме сите дека британскиот премиер Стармер предлага дури луѓето кои не добиле одобрение на своите азилански барања во Велика Британија да бидат транспортирани во миграцијски центри во земји каде што се споменуваат и нашите земји, односно така. И Македонија меѓу тие. Ако треба да се прави мигрантска депонија, тоа не би било добро да се прави баш во тие земји каде што веќе има големи проблеми, без оглед што Стармер е подготвен да плати. Се извинувам поради овој коментар, кој е моје мислење, но сепак така би сакал да завршам. Благодарам. Ивица Челиковиќ се јави од Гетеборг.